Уште се неполни 30 на години ја крстарам Македонија. Во овие изминати 3 децении нема населено место низ кое не сум поминал или не сум направил документарен видеозапис. Неколку пати сум го посетил Овчеполскиот регион. Ми стана 2-3 села во оваа регија, меѓу кое и селото Долно Ѓуѓанце. Може би се прашувате зошто се одлучив да дојдам во селото Долно Ѓуѓанце. Одлуката падна, така да речам, кога бев по нови документарни записи во Овчеполската рамница, додека правев документарен запис за селото Орел. Откако, така да речам, во раните вечерни летни сати завршив со снимањето и моите соселани од селото Орел ме испратија на автобуската постојка на регионалниот пат Штип-Велес, која се наоѓаше во непосредна близина на железничката станица Овчеполе, и додека чекав да намине некој автобус од многуте транспортни приватни автобуски превозници кои одеа во правец на Скопје, спроти мене ми прииде едно момче на мои години по возраст и откако по оној стар обичај си се поздравивме како се добре дојде и си се прашавме онака по народски на кај ќе одиме, си се разврздавме со муабетот на долго и на широко, кои сме, што сме, од каде сме и откако му кажал кој сум, што сум и од кај сум, кај сум бил и на кај ќе одам, и така со возводен глас ме праша: "Ти си бе, Зоране, од каде бе, масна душо, ветрот те донесе навамо?" Туку ете добро е што ветрот и мене ме донесе овде, заедно да го чекаме автобусот со тебе за Скопје, јас до Велес, а ти до Скопје, ете вака јас во живо да те видам и да си помоабетам со тебе. Туку, арно што се најдовме овде на автобускава постојка, јас нешто да те запрашам, кога ќе дојдеш и во моено село Долно Ѓуѓанце, да направиш некое кадро и за моево село, да видат сите какво село е моево Долно Ѓуѓанце. За мене нема проблем. Кога ќе речеш, тогаш му реков. Туку дали ќе можеш да дојдеш на нашата летна селска слава Свети Тројца за Довден? Сио народ ќе биде дојден. Бива ли? Така на овчеполски дијалект ме праша. Како не бива, го одговорив. Туку ајде да се качиме во автобусов, таму ќе си го продолжиме муабетот. Бива ли? Пак ме праша. Како не бива, повторно му реков. Откако по 30 на минути возење во автобусот, стаснавме во Велес, а на заминување си ги разменивме телефонските броеви, а на одење ми довикна: "Туку уште нешто да ти кажам. Запиши, јас се викам Драги, запамти ме, Драги од Долно Ѓуѓанце. Јас се ќе им кажам на сите мои соселани да знаат и те чекаме да се знаеш", ми рече. Речено сторено, што се вели. На сам ден на Свети Тројца за Довден со автобусот за Струмица експрес, кој според возниот ред од Скопје за Струмица од автобуската станица во Скопје поаѓа во 5 часот и 30 на минути и по речиси сат и 30 на минути возење, околу 7 часот изутрината се симнав на Овчеполската автобуска постојка, каде што ме пречека мојот домаќин Драги од Долно Ѓуѓанце, и додека патуваме по 20 километарското асфалтирано старо Овчеполско џаде во правец на неговото родно село Долно Ѓуѓанце, мојот домаќин Драги на сега ми рече: Зоране, навистина си бил човек од збор, како и што се договоривме кога заедно патуваме со автобусот, ти за Велес, а јас за Скопје, ете навистина дојде во моево село на сам ден на нашата летна селска слава Свети Тројца за Довден. Како нема да дојдам? Гревче имам пред Бога, а Бога ми и пред Свети Тројца, пред Довден, ако не дојдам. Но не само да направам репортажа како твоите соселани, како го минатото, така и денеска ја пречекуваат летната селска слава Свети Тројца за Довден,
туку и многуте приказни што ќе ми ги раскажат твоите соселани за историјатот на вашево село, да ги преточам во овој документарен запис, му одговорив. Убаво, може не убаво, ми велеше. Штом си сторил нијет и со Господ напред, сполајмо нему, ете ако сакаш, јас денеска ќе бидам цел ден со тебе. Ќе те прошетам ни сето село, не само да видиш како живееме, туку убаво е штом си сторил нијет да ни бидеш гостин и за нашава селска летна слава Свети Тројца, за добден, ми велеше мојот пријател, драги, од Долно Ѓуѓанце, каде што и не забележав како брзо со неговото возило ги поминавме 20-тината километри од старото Чеполско џаде, кое водеше кон селото Долно Ѓуѓанце. Моето патешествие по селата низ Република Македонија ете ме донесе во општината Свети Николе. Наминав во едно од многуте живописни убави села во ова општина, селото Долно Ѓуѓанци. Дојдов во ова село, мештаните да ми ги раскажат приказните кои што нив им ги раскажувале нивните дедовци и баби. Почитувани мои, малку чудно ми беше затоа што во селото Долно Ѓуѓанце го немаше она вообичаеното селско сенародно празнување. Си веле во себе, каде се луѓево, нели е празник денеска? Но додека размислував и заедно со мојот домаќин драги, че коревме во правец на селото, за миг мојата мисла ја отргна кон на собраните преостанати 70 намештани од ова село, чии нивни милозливи гласови ги слушав, кои доаѓаа спроти мене, според оној стар адет и обичај кога во селото доаѓа некој гостин добронамерник, како во хор ми довикна: добре дојде. Каде си што те нема? Долго те чекаме. Редно е да си дојдеш и ти дома. Ајде со нас. Наши сме. Како наш те е сапиме, како домароден да си во селово. Да те прошетаме ни селово, ке ти отвориме и нашата селска црква да ја видиш како изгледа, иако попот повеќе не доаѓа. Ние сите адети си ги правиме како што било од памтивека, па се до ден денешен, ама се да снимиш, се да бележиш, да се види, да видат сите кои сме, што сме, од кај сме и да види цел свет, какви домајчини сме, како по старо време, така и до ден денешен кај нас овде, во нашево село Долно Ѓуѓанце, било за Спасовден, било за Великден, Илинден, за селската наша слава Свети Тројца, за Довден, било за крсната куќна слава, иако без благослов на селскиот поп, без светата утринска литургија во нашава црква, без осветување на лепчето, виното, без осветена вода, ни еден адет, ниту еден обичај, ниту еден празник не се запоставил овде во нашево село и секогаш така ќе биде и ќе остане, ми велеа моите домајчини од селото Долно Ѓуѓанце. Ете така да речеме, иако ние сме постари од тебе и сме виделе и јарно и лошо во нашиот живот, во селово наше, туку ние имаме еден предлог. Пред ние да ти го прераскажеме до сегашното битисување на нашево родно место, дали ќе може ти да ни раскажеш се до сега што имаш чуено, прочитано за нашево село, затоа што ем си помладо, ем си поначитано, ем си и попрошетано, дали може тоа добро да го сториш, ме праша. Како не може? Може, им одговорив. Арно да те,
Арно гале ќе сториш. Ти почни си така како што знаеш и умееш, а ние сада ќе те слушаме, ама онака по-селски да ни раскажеш, сите да те разбереме, надолго и на широко, и вурез, и вукрез ми велеа тие. А приказната што им ја раскажав на моите соселани, почитувани мои, ќе се обидам дел од неа да ви ја преточам и во продолжение на оваа репортажа. А приказната вели вака. Постоењето на селото Долно Ѓуѓанце како населба секако се протега наназад во времето со векови и покрај тоа што не се направени посебни археолошки истражувања на локалитетите со можни стари населби на подрачјето на селото, некои околности кажуваат дека просторот на селото бил одамна користен за живеалиште. Првпат селото Долно Ѓуѓанце во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се споменува во мноштвото црковни повелби и житија кои датираат од 969 година па се до 1018 година за време во мноштвото црковни повелби и житија за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комутопули Арон, Давид, Мојсей и Самоил, посебно за време на владеењето на македонскиот цар, царот Самоил, од 979 до 1014 година и црковните записи кои датираат од времето на македонските цареви Иван Владислав и Гаврил Радомир, во записите на византиските записи од времето на Јован Скилица, поточно речено од 1020 година, за време на владеењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, со која селото Долно Ѓуѓанце припаѓа како имот на македонските христијански православни духовни благодатни многовековни манастири, манастирот Свети Стефан и манастирот Свето Рождество на Пресвета Богородица, попознат меѓу народот како Ѓуришки манастир. Исто така и во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин Јован Оливер, деспотот Јован Углеша, во црковните повелби на Севастрокаторот Дејан, во црковните повелби на неговите синови Јован и Константин Драгаш, исто така во многу вековните манастири, манастирот Свети Стефан и манастирот Свето Рождество на Пресвета Богородица, попознат меѓу народот како Ѓуришкиот манастир. Првите податоци за селото Долно Ѓуѓанце се содржат во пописниот омански дефтер број 4 од 1467 и 1468 година, во кое имало 48 куќи, во кои живееле 48 рисијански фамилии. Во пописниот дефтер од 1568-69 година, кој се однесува за период од 100 години по претходниот, но и тој ги содржи речиси истите податоци, како и дефтерот број 4 за периодот за кој е пишуван. Во овој дефтер за Долно Ѓуѓанце е запишено дека броело 66 семејства, 4 неженити и 4 вдовици, сите рисијани. Дека селото Долно Ѓуѓанце на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 19 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои
монографијата Историја на Охридската архиепископија Патријаршија од 1394 до 1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Горчев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според статистиката на Васил Крнчов, Македонија, етнографија и статистика од 1900 година во Долно Ѓуѓанце живееле 280 жители, сите македонци. Додека пак според Димитар Мишев, селото Долно Ѓуѓанце во 1905 година бројало 320 жители. Според записите што ги водел за населените места во Овчеполието, еден од најголемите не само македонски, балкански, туку и светски антрополози и географи, доктор Јован Трифуновски, во неговиот научен труд Селските насоби во Опчеполската котлина, издадена во Белград во 1957 година за селото Долно Ѓуѓанце, го забележал следново. Соседни села на селото Долно Ѓуѓанце се селото Орел, селото Горно Ѓуѓанце и селото Стањевци. Со вода за пиење се снабдуваат од околните неколку кладенци и извори. Селото е од збиен тип. Селото има 4 мала, горно, средно, долно и рајацко мало. Селото брои 100 куќи. На местото викано Граиште и денеска се наоѓаат остатоци од стар манастир, чие име некогаш го носел името на Свети Ѓорѓија. Се до 1912 година селото Ѓуѓанце било чифчиско село, а чифлик Сајбија бил некој си Назим бег, кој во 1912 година им го продал неговиот имот на мештаните од ова село за точно 1333 златни турски лири. Во средината на селото се наоѓа црквата Свети Никола. Во 1957 година од оваа црква целиот црковен книжевен фонд е однесен во Осоговскиот манастир. Староселилци во ова село се семејните родови на Арсовци, Апостоловци, Давчевци, Серафимовци, Кралевци, Ничевци, Доганџиевци, Учковци, Давидковци, Бурџевци, Ѓалевци, Јосевци, Тевковци и Таневци. Додека пак доселенички семејни родови, на кои не им се знае нивното потекло, се семејните родовни лози на доселениците Васевци, Калимановци, Колевци, Јованчевци, Манасиовци, Дотутковци, Марковци, Чапинковци, Ѓорѓиовци, Иванковци и Ефремовци. А доселенички семејни родови, на кои им се знае нивното потекло, се семејните родови на Боневци, доселени се од селото Строиманци, чие подалечно потекло водат од селото Стрисовци Пробиштимско, Миневци, кои се доселени од селото Кривидол, Начевци доселени се после 1912 година од Кривопаланичко, Стошиовци доселени се од селото Пролесие, кај Трговиште, Србија, Богдановци доселени се од селото Ранковци, Кривопаланичко, Стојковци доселени се од Криви Камен, Кривопаланичко, Ѓерасовци доселени се од Габер, Кривопаланичко, Димитриовци доселени се од селото Стриоманци, кие подалечно потекло е од селото Стрисовци, исто така Пробиштимско.
Во 1900 година во Долно Ѓуѓанце живеат 218 жители. Во 1905 година Долно Ѓуѓанце брои 320 жители. Во 1948 година 689 жители. Во 1953 година 748 жители. Во 1961 година 772 жители. Во 1971 година бројот се намалил на 612 жители, а во 1981 година и понатаму се намалувал и достигнал до 337 жители, за да во 1991 година во селото живеат 219 жители и заклучен со пописот во 2002 година во селото Долно Ѓуѓанце останаа да живеат само 17 жители. Убаво дете, убаво гале. Ете ти се досега ни раскажа за историјата на нашето село, а сега ние да ти го раскажеме минатото на нашето село, однака како што нашите дедовци, баби и родители ни ги прераскажуваа, ама се да запишеш, се да забележиш, се да сликаш, ама малку да не потпрашаш, како што ти си знаеш и умееш да ги потпрашува селаниве од другиве села во Македонија. Дали ќе може? Пак ме праша. Може, како не може, им одговорив. Почитувани мои, дел од многуте приказни што ми ги раскажа моите домајчини од селото Долно Ѓуѓанце, ќе се обидам да ви преточам во продолжение на оба документарна репортажа. Па види, јас сам око 80 години, без почнуви 80 година, Велко Добриво, јас сам у Долно Ѓуѓанци, у Ѓуѓанци живе око, сега моментно 50 куќи има, а беше на 120-30. Има школо, деца уче 5-6 тамо, иде 6 или 7, и имало си учителка. Понапред е било живо село, имаш 8-летка. Ја каде ише 132 деца бемо. Кој му се комшиски села на селово? На Долно Ѓуѓанци, Горно Ѓуѓанци, суседно одма и Струјманци, па да буде имамо Палешенци на северо, село Орел и натамо Немајци, тие са и Станјевци. Тие са ни малку са ни суседни села. О што луѓето порано дека живеа? Па со рало, коњи, волови, оре се, говеда се паси. И сега имамо, чува некои крави, имамо околу 100-150 крави, ама некој 2-3, некој 5, зависи кој како, и 3 сури овци имамо. Добар ден. Добар ден, Како здраво. си ми? Здраво живо. Поштување. Поштување. Па многу касно се довајате за некои денови Па еве. години заминаа кад ти снима. Те Господ рекол денешки да дојдам. Години, значи чешмата го снима, бабата го снима, крушка да снима. Така. И сега пак рече да... Ете Господ рекол па да дојдам. така. Иначе арен си ми добар. Фала Богу на Господ. Така. За убаво. Добро е, што да правиш? Што е убаво? Кај му е тргна. До вас да ве видам. Убаво, добро е. Да видам, рече ми унукат има еден пријател, да се видиме, он стално ве гледаме телевизија кај снима. Така е. Викам, у наше село не доваѓа. Така. Ето дошao. Ова да те прашам, те служи здравието? Добро е здравието. Што години ги направи? 76. Така, ова што да те прашам. Ами, вака да речам едно. За налека каде одите? Човек ќе вати грип, му треба апче, му треба за глава, за притисок. Свети Николе. Свети Николе, а? До таму со што одите? Со такси. С такси. Имамо такси. Колку пари ви земаат? 50 динара. Так. Бабичката ти е жива? Помина се. А? Година и нешто. Од кај ти беше семена? Од Орел. Како ти се викаше? Николина. Како езере, бегалка или со свадба? Сварно. Сварно, Со Тупан. Така. Кое време беше тоа? Летно, зимно? На 1 мај. На 1 мај, а? 1 мај на најубавото време. Така.
Кој ќе се видиш вака со селани, што си му обетите вака? Па му обетите ме, како поминало старо време, како сега ово време иде, значи како се движи животот. Кога повеќе имаше намус, почитување кон старите во времето твое, кога ти си имаше татко ти, мајка ти, дедо ти, бабата или денеска? Тоа да правиме муабет, значи тоа имаше поколение за мое време растење. Тогаш најубаво се живеше. Значи, има поштување спрема старите. А сега младите гледав за ним. Многу старите се клеи гледав. Се смени времината, што вика старите. Времињето заминава времињето. Пред едно 50 години и повеќе, со што одете на пазар на Свети Николе? Па со магариња. Так. Магариња, пешчи. Кој има пешчи, така се одема. Што купувате? Пред 20 години. Што купувате? Што продавате? А, значи купуваме се што ни треба за куќи. Од там пазар имаше, оде имаме продавничка, али се од там се купуваше, се што треба за домаќинлокот, старите иде купуем, младите шетат тамо, одат. Ова се да ме прашам. Навечер, од кога ќе завршите со работата, кај ќе се собирате вака на лав мобе да си направите? Комшилоците, само по комшилока, ниче онака, кај ќе одиш, нема. Так, так. Нема ни музика, нема ништо, и онака се суседни кути кои се, беремо се 3-4-5, правимо се мобет, да мине време, иначе и преко ден така се. Имамо ние 19 деца без жена. Разбрали? 19 деца без жена. Толку се, момент. Само има една моја унука и едно друго на путара, две девојченца се долно ѓуѓанци. Нема женски пол, тој избега, нема. Твоето име? Арсенски Венци. Од која фамилија си? Од Арсенски. Како се викаше татко ти, мајка ти, дедо ти, баба ти? Цветан, Любица, дедо ми Саре. Так. Овдека, што? Зашто остана во село да живееш на тие дечо? Работе во Свети Николе 20 години, фирма се затвори и тука ми искочи прилика да одам служител во село. И тука си живеем со деца, фамилија си имам, 2 сина, знаа, добро живееме, добра живеачка и не мислам за ограда никако. Вика, старите селанецот кога живее во селото мора да работи на земјата. Колку земја имаш твоја? 2 хектара. Што ја работиш? Пченица, ечмен, кромиче, лукче. Овдека во селово колку чешми имате? Имамо 6-7 чешми, ама стопиране сега има свака куќа вода. Има си водовод и тргнемо водата да не иде преко селските чешми. Иначе има тимина чешми бе? И за мало, на малото. Долно мало чешма, резко мало чешма, средно мало чешма, горно мало. 7 со това е долно. Мојата чешма домашна. Има, па добро, имамо ние вода и ова е, али она е била од права изворска вода што сме го довеле. Тоа е било око 72 и втора. И втора, и трета. Тоа го приему, 70 војска ни го прави. Ова крушка имам, јас сам 76 години, а татко ми умре на 90 години, преко 100 години нагоре има крушката. И уште раѓа, а? Уште раѓа, уште крушчи за илинта стаса. За илина крушчи има. Ели работа домаќине? Да, Илија, да ти се врне. Еве, денок се погоди топло времето, уште малку пролета ни пукна и мора како пчелките да се работи, така? Па треба да се работи нешто, да. Што си наумил денес да се работиш? Па денеска ќе откривам лојзе, сакам ова младо лојзе, сади ga ланска година и да ga откријам и да ga кројам. Так, колку имаш прачки на садарот, така речено? Па ово е така за домашна употреба, околу 200 прачки са. Так, од која сорта? Вранец и ракасител. Така, што те влече да го работиш ова? Вика старите дека земјоделието е тешка работа, ама мора некој да ја работи. Да, земјоделието е тешка работа, али се работи со љубов. Човекот сака, може се да постигне.
Па, ово е моја земја од татко ми оставено. Што вика старите, земјата не е арамија. Да. Што ќе посееш, тоа ќе роди, ќе рикни. И кога го очекуваш првиот род? Па првиот род следната година. Но ќе има нешто да речеме, ќе покажи ова година, некоја прачка. Па ќе има нешто, без ништо нема да биде кој знае колку, ама Колку да се проба, што се вика. ќе биде нешто. Да. Што правиш? Прелам, врткам, плетам, се работам. Зашто го спремаш ова? За чорапи. За чорапи, а? Да. За друго зимо. Така ќе дојди брзо зимата, летото е готово, така е. Да. Како ти е името? Десанка. Десенка? Да. Што години имаш? Малку, 80 близо. Машала, добро е. Добро, лошо то е. Те служи здравето, те служи. Хвала Богу за сега. Домајчино те служа, домајчино. Да, многу ми слуша. Што поработаш вака сега ни село, што се вика освен со предењево? Што да работимо? Кад што има? Така, што вика старите в село работиме како сакаш. Да. Пуно работи. Само тој време за динашо се работеше. На времето се ткае, амболи се ткае. Се, и жетви, и копање, и све. Што години имаш? Години 78. Така. А домаќинката твоја? А и он е толку. Он е една година према годините, иначе према раѓањето толку сме ние разлика за 7 месеца. Он е помало. Кој ќе повеќе се слушате, ти домаќинот или домаќинот тебе? И он мене и ја не. Он ќе ти рече нешто, ја го послушам, он ќе ти рече, па ја, не, и он мене ме послуша, ќе ќе рече, он и така. Одека кој ти се комши, што се вика за лошо зарно, што се вика. Колку ми настанате во село оса вака, да речеме вака? Па без сега тој немам комши, па тама спаѓам куде Дино. Па она и рука го боле и не виде и... Домаќине, бе! Драган, тука ли си, бе? Ајде! Примаш ли гости? Обавезно. За наши жилјанчани врата секат отворена. Ајде, добар ден, здраво. Ајде да се ми живи. Така бе, да сега, добар. Добро сум, како сте вие? Ето, како увек. Мило ми е што дојде, ајде повелете на една чашка ракија. Амен, чулте Бог, ајде, идемо. Драги македонци, драги мои сограѓани во Свети Николе во Македонија. Кога ја купив куќата беше пуста исто како ова. Денеска сум горд на тоа, пред 7 години го направив ова, што и ден денеска ја сонувам, дека еднаш, може јас не ќе бидам жив, али моите поколенија ќе го дочекаат тоа. Мило ми е, Драгане, што дојде у Долно Ѓуѓанци, што подновини село со се поголем жител и да се još и другите кои да се населил, не е лошо како ти, и обнови нова куќа, каква беше стара, сега е многу убава куќата. Да видимо живи здрави, да пуно да се повратат таква луѓе. Ево дојде и пролет во Ѓуѓанци. Ме купев и оваа куќа тука. Сакам да ја направам автентична куќа, стара македонска куќа. И тоа ќе го направам. Оваа куќа ќе ги остава на моите деца, на мојата керка, на мојот син и на моите внуци. Еден аманет до сите наши македонци кои се наоѓаат, кои во Австралија, кои во Америка, Канада, кои сите го тражат своето јадење и својот живот негде настрана. И ги замолувам моите браќи и сестри да дојдат, да ги разгорат овие огништа стари на ова македонска земја. Почва да се врати животот во селата, да се врати животот во Македонија. Без село нема држава. Без држава нема ни село.
Голема благодарност на мештаните од селото Долно Џиџанци. Голема благодарност на мештаните што ми раскажа многу приказни за нивното родно место. И благодарам на мештаните од ова село, кои што денеска ме прошетаа низ 7 мала, не прошетаа ни сите куќи, леговне во секој селски двор, и сите мештани ми раскажа дел од многуте приказни за ова село. Голема благодарност и до мојот пријател Драги, кој што со него се запознал не пред неполна година, се договоривме дека ќе дојдеме во селото Долно Џиџанци да направиме репортажа. Еден од многуте мои соработници овдека во селото Џиџанци, Долно Џиџанци, беше и господинот Драги. Драги, благодарам што денеска твоето Добривое, кој што денеска твојот работен ден го остапи да прочитам ни село. Со благодарен што денеска не прочита ни за ова село, што ни ги раскажете многуте приказни и продукцијата Марија Филм. И друг пат. Пак ќе дојдеме, да сте добрави, стајте со Господ напред, за иден ден ќе дојдеме. Амин, чуте Бог. Да продолжиме приказните, каде што овдека овој ние ги обречено, ги завршуваме.